Со настапувањето на вонредната состојба сите сме тажни до очај, првенствено заради вирусот, но многу повеќе заради оние кои ја водат оваа држава, нивното незнаење, неодговорност, негрижа, обидот на шминканите манипулативни мерки да ни ги представите како паметни идеи и сето тоа замаскирано за превез од грижа за граѓаните. Бидејќи ги спомнавте здравствените херои, се согласувам со вас, навистина се херои. Во оваа моја реплика ќе наведам само еден факт, после кој ќе оставам на јавноста да суди. Според податоците од Центарот за граѓански комуникации, во земјава имаме вкупно 183 амбулантни возила за 47 здравствени институции. Но, за разлика од здравствените институции, министерствата и општините располагаат со 2465 службени возила, што значи дека, замислете, на секое 15 службено возило доаѓа по едно амбулантно возило. Навистина се херои здравствените работници, затоа што и покрај ваквите услови стигнуваат до пациентите и се грижат за нивното здравје. Кога веќе спомнувате најзагрозени сектори, да ви кажам дека 150 економски оператори, организатори на свадби и настани, молат за неповратен грант, доделен скалесто, согласно ланскиот промет, но во поголеми износи, само за да ја преживеат предстојната зима и да си го зачуваат кадарот кој што со години го граделе. Не ги пишувајте мерките во канцеларија. Излезете помеѓу луѓето, тие се креатори на најполезните за сите мерки, кои значат спас за сите нас, за сите бизниси и за сите вработени. Доколку овие субјекти, кои што ги спомнав, не добијат одговор на дописот кој што е доставен до премиерот, протокол за работа, кој ќе биде спроведлив за тогаш кога ќе се подобри ситуацијата, огромна закана имаат по сопствениот бизнис, затоа што свадби и настани ќе нема. Од оваа причина ги направивте луѓето да седат дома во заблуда, а надвор ги очекува страшната и болна реалност, неспособноста, барем шатор да монтираат оние кои што очекуваме клиники да ни градат. Оставени сами на себе и заробени помеѓу короната и власта, сваќаме дека ниту блескаме, ниту сме на прав пат, ниту пак можеме. Единствено што имаме е Бога за утеха. Ви благодарам.